Екипата на Жива цел ова утро се упати кон западниот дел на Македонија, поточно кон подножјето на Шарпланина. Првиот голем град кој доаѓа движејќи се по автопатот кој води кон западниот дел на Македонија е градот Тетово. До него води убав модерен автопат по кој лесно и брзо се стигнува. Движејќи се по автопатот кон Тетово, не можете а да не ја забележите планината Шара. Шарпланина е еден од најголемите и највисоките планински масиви во Македонија, сместена на северозападниот дел на земјата, на границата со Албанија и Косово. Голем дел од планинскиот масив потпаѓа под Националниот парк Шарпланина. Токму во подножјето на Шарпланина се наоѓа и населеното место Девроште, каде денес се упативне, а повод за тоа е една необична приказна која сакаме да споделиме со гледачите на емисијата Жива цел. А верувам дека ќе го задржиме вашето внимание пред малите екрани. Почитувани колеги ловци, денес се наоѓаме во населеното место Доброште, во подножјето на планината Шарпланина. Тука сме со екипата на Жива цел да ви доловиме една необична приказна за еден млад човек кој се занимава со необична дејност или необично хоби. Зашто станува збор ќе откриеме за многу кратко време. Беше повеќе ова волци? Имав два чисти, едниот го дадов, едното го на парење, само ова е. Како што кажав кога пристигнавме во селото Доброште, дека ќе ви откриеме за што станува збор, за какво хоби станува збор, ќе разговараме со господинот, еве сега ќе ни се представи. Здраво, јас сум Кристијан Кочовски од Тетовско село Доброште. Така, вие се занимавате со некој хоби или пасија во врска со волците, па ќе сакалите нешто повеќе да ни откриете во врска со одгледувањето на волци? Хоби не би рекол, пред се љубов.
ако може така да наречем љубов спрема волците. Така, од кога се роди таа љубов кај вас да одгледувате волци? Пред 3 години, еден мој добар пријател, ловџија, има е убиено женка, волчица, и утредента на истото место кај што е убилена 20 на метри, пронашле во јама 2 малечки, волчиња, и ми се јави на телефон и као демек, што правиш, како си имам ваква работа, ти кажем шо, и вика најдов вика 2 волчиња малечки, дали сакаш, вика, би сакал да ги земеш. Ја, окей, викам, донеси ги сега. На која возраст беа отприлика? 2 недели беа стари, беа уште слепи, не ни гледаа. Топра, што се вика, роден. А вие претходно чувавте кучиња, така одгледувавте кучиња. Да, пред тоа само кучиња сум чувал, ништо друго. Така и ги земавте волчињата? Да, ги земав и до ден денеска, еве. 3 години чувате? Да, 3 години. Кажете ми разликата меѓу одгледување на волци и кучиња. Ја забележавте таа разлика или? Да, разлика има многу ако гледаме измеѓу кучето и волкот, затоа што ова е нешто многу подруго од... Да, интелигенција е многу поинтелигентно од кучето, има 30% поразвиен мозок од кучињата. Така, соработка нешто со странскиве земји во врска со вакви луѓе со како тебе што се занимаваат со одгледување на волци, имате некоја организација или не? Чисто онака? Не, организација не, имам доста пријатели низ Европа, што ете имаат, мислим што се љубители на волци и чуваат волци. Моментално сум со еден преговори, сакам да земам еден канадски црн волк, тој се наоѓа во Америка, па нешто со него почнуваме сега некој муава за да набавиме уште едно необично овде што го нема моментално кај нас. А овој волк е од тие што ги пронајдовте или ова друг донесе волк? Не, ова со нас овде кај што е моментално, ова е Асија, 3,5 годишна женка, она е микс или хибриден мелес од волк и чекословачки волчак. Како за кој ќе постане расата, нели, како што кажувате чекословачки волчак, како се утврдува расата, значи процент на волчја крв колку има во самите животни или Па тадашната крстувањето нели настанува помеѓу кучи и волци, така? волци, да. Тогашната 1950 година, тогашна чекословачката војска сакала да направи куче што ќе биде отпорно на секои услови и што ќе може да има изглед на волк, да биде буквално за војна намена. Така. И тогаш се спарени првите единки, волчица, Брита и Джек, волчијакот, кај што се излезени F1 малечките. Последна година се утврдени дека имаат многу голем процент на волк и не може да биде толку приближни како кучињата, да може да ги употребуваат и од тогаш до 1990 година нивната волчја крв е разбиена. Моментално тие чекословачки вучијаци имаат до 30% некои ретки единке на волчја крв. Дали е тешко да ги дресирате, да ги припитомите на некој начин, како да кажам? Па народски кажано, у циркус може све да видиш, само волк не можеш да видиш. Ја ќе кажам, Тоа самото кажува дека е тешко за контролирање. ако гледамо разликата измеѓу кучето и волкот и хибридите како неја што се, Така. се многу различни. Ако пример на кучето треба да му кажеш 5 пута да седне и тоа на 6-тиот пут кој ќе му рече седне, на ова нешто треба да му каже 100 пута да седне и прашање дали ќе те послуша. Нешто слично како луѓето. Па, така е нешто. Приближно, ако гледаме размислувањето им е колку луѓето приближно. Така, додека сте ги дресирале, дали имате некои непријатни случаи со волците? Не, до сега сум немал, едино што е нивната доминантност. И ке мажјаците, ке женките сакаат да доминираат, па мора да си пошто они се чопорски. Така. Има чопорски менталитет и ке ним мора да постои хиерархија. Така, они организирано ловат. Да. Хиерархиски. Епа добро, нешто во врска со храната, како ги храните. За храна волците се се што јади, буквално се јадат. Ја не ја храним и другите сум ги хранел со кучешка храна, со гранули, така да немаат проблем, се јадат нормално, слободно. Така. Исто како куче. Ќе каже ли нешто она? Ништо трае. Ништо нема да каже. Добро, нешто карактеристики за кои се разликуваат од домашните волци, овдека дивите волци во врска со оваа раса?
Значи ова е хибрид раса, пак ќе кажем, мајката нејзина е чехословачки волчак, а татко е нејзин е чисти волк. Разликата со дивите волци, значи ако гледаме врста на волци, има 20 врсти на волци. Кај што моментално кај нас во Европа се застапени 5 врсти на волци, најголемиот е Канис лупис сивиот волк, кај што го има буквално сегде и тука кај нас. Карактеристики Да. Глава, голема глава, мала глава. Разликата е, големи. значи мора да има долги тенки нозе. Шапе мора да има предни и задни широки. Средните прсти два мора да и се поизложени од останатите два, левиот и десниот. Бојата варира зависност од теренот или од, да речем, некоја друга. Од време играло ли? Да, има менаваат, како се вика, влакна, да. Има семитарат, да, имаат дупло или двојно крзно. Иначе бојата е идентична, иста како волкот. Ушите им се истина волкот, да. Мора да има, ако гледаме оваа раса, моментално хибридот, мора да има исто 42 зуба како волкот. Висински нема граница, ако гледаме. Просечна висина кај женките достигнува 70 сантима, кај мажаците може да достигнат и до 90. Нормално зависност од условите што ги има, пошто нормално овде кај нас нема толку некоја застапеност изобилство на храна и се многу помалии. Втора работа е тоа што очите варираат, малечки волчиња кои се раѓаат до 2 недели им се плави очите. Плави? Да, значи малечкото се раѓа има плави очи, небесно плави очи. На колку денови прогледуваат од кои се На окучат? до 3 недели прогледуваат. После 3 недели, Да, што после 3 слично недели како кучиња. исто како кучињата. Колку носи женката волчица од кои се оплоди? А, Информација? Информација нема за тоа што тоа е мајка природа. Така. Може да окучи 2, може да окучи 5. А колку време носи од кои се оплоди? Исто 3 месеца? Да, 3 месеци исто како како кучињата, кучињата, да. така. Само едина разлика е што волкот се пари еднаш годишно. И интересна работа е ако, ете, има доста пријатели мои што ме прашуваат и доста други луѓе што ми пишуваат, кои ќе ме прашаат да дојдат, пошто моментално ми е само она, другите две што ги имав ги дадов. Едната се наоѓа моментално во Србија, другата овде во Македонија. Кои доаѓаат да се сликуваат, да се снимаат со нив, ме прашуваат опширно за волците. Ја можем да кажем дека тоа е суштество што може многу да се научи од него, затоа што ете еден мал дел ќе кажем, пред се у чопорски менталитет исто како кај нас фамилија. Волкот има една женка, кај што со неја се пари, од кој ќе се запознае, се пари и останува до крај на животот. Значи не ги менува желки, Да, женки. женки не менјава. Едино доаѓа случај кај што ако биде нападнат волкот или убиен или волчицата, исто па тогаш да дојде до менјавање на парот. На пар. Втора работа е тоа што само алфа мужјакот и алфа женката смеат да имаат потомок. Другите, да кажем како кај нас братучеди први, втори што се, Не така и смеат. кај ним, мора да помагаат на младите и на алфа мужјакот и на алфа женката за да има потомок многу поголем. Така. Е, Ај, доаѓа до што викаат волк, самец, кај што нели нормално тоа е природа и тој има потреба да се пари, па доаѓа до борби во така, чопорот, во чопорот. па на крај одлучува да си замине, да си најде некоја женка да си оформи своја фамилија што се вика. Или обратно кај женките исто, и женките го напуштаат чопорот кај што бараат мажјаци за парење. Младите волчиња, знаете ли колку време остануваат во чопорот, па додека се одвојат си најдат пар? Во чопорот остануваат буквално од кој ќе се родат до додека умрат. Значи Така, се значи заедно тоа- исто како фамилија. Едино ви кажав е разликата што кој доаѓа до доминација, пошто волците созреваат буквално се зрели на 3 години. На 3 години, да, како кај нас, кај луѓето, на 18 годишна возраст викамо сега си зрел. Така и кај волците до 3 годишна возраст, на 3 години. 6 човечки години, една волција доаѓа. На 18. Статистички докажано не е тоа точно, затоа што кога би израчунале, би излегле они живеат 200 години од нас. И за мене тоа нема логика, затоа што животниот век на волците е од 8 до 10 години во природа, иначе во заробеништво са до 12-13 години.
Види, волкот како волк моментално кај нас во Македонија е со закон заштитен и има забрана за чување на диво животно. Да, мора да имате дозвола. Диво животно. Да, диво животно мора да се има дозвола, кај што таа дозвола ја издава МВР со согласност од храна и ветеринар, Агенција за и храна и да, ветеринарство. и од Институт за диви животни со печат од Зоолошка градина. Тешка ли е постапката за добивање? Па постапка не е тешка постапката, како да кажем, овде моментално кај нас, да речем за тие работи е многу тешко, затоа што ќе кажем искрено се е корумпирано и иде све со тие работи. Иначе во другите европски земји кај што да речем еден вид на човек како мене што чува нешто вакво несекојдневно и необично, Така? државата им нуди помош за да популацијата се зголеми на волците. Кај што имам добра пријателка у Германија, она има, може да кажем, едно над 2000 хектара земјиште, кај што државата ги има обезбедено и го има заградено, нејзина должност е само да се грижи за ним и да создава нови волци кај што ги пуштаат буквално во цела Германија. Така. Да, во природа. Овде кај нас не е толку. Кај нас и волкот не е заштитен со закон. Да, кај нас за жал волкот го сметаат како нешто најкрволочно, да, звер, нешто што е најлошото кажано од човекот, моментално е за волкот После кај човекот нас. најлоши волкот. Да, јас само можем да кажем со тоа што ете од кога почнав да ги чувам нив, видов многу доста разлики кај луѓето што сум ги познавал, затоа што кажав уште пред малце дека од нив може многу да се научи со тоа што сум мислел дека се некои добри луѓе, уствари спаднале многу лоши. И све тоест преку нив сум ги дознал, затоа што имаат многу голема интуиција и се способни буквално да препознаат што е добро, што е лошо. Значи, што повеќе работите со волците, така у суштина станувате или ги преземате навиките на волците Навиките на на некој волците, начин, оние да. добрите навики, интелигенцијата, нели? Интересна работа е тоа што ја сум го кажувал на многу пријатели, другари и доста луѓе што доаѓале овде, што се сликувале со ним, што ми пишувале се вида со ним, буквално се сум им кажал дека кој би бил тоест луѓите кои би биле како кучињата у светов би било многу побо. Ама за жал не е така, затоа што ова суштество овде што го гледаме моментално е нешто врвот на кој би го рекле од дивите животни, затоа што е господар на шумите, а не е звер затоа што зверот кај нас е човекот, Така, за жал во овој свет. А ова е нешто што е пред се толку привржано за територијата кај што живи, толку е, да кажем, одано Така. за фамилијата, за да ги наречем за децата свој, кај што буквално е нешто многу страшно, пленито, кај што сваки човек му се восхитува, Но не а и уствари овчарите. како Што ќе да кажете кажем, за тоа, за нели се случува Да, има. нападнат во трлата, За па жал- да убијат дури цело стадо на овци, а да земат само една овца. Тоа е таа разлика што го прави волкот звер. да, Нели? кај Тоа е нас тоа, зашто не убива една и да земе и да замине, него он го убива цело стадо. Зошто е тоа така? Имате ли некоја престојна информација? тоа нема, значи нив ги викаат моментално ке нас овде касапи, народски кажано. Затоа се толку тражени се тепаат и најнешто тешкото за сите ловџии да се улови е волкот, затоа што е нешто многу специфично. Тоа што се напаѓа стоката, Да. тоа е ради намалена популација на дивите животни кај нас. А тоа е се ради нас, луѓите, затоа што Нема со што да се хранат во планините, па мора да нападнат во селото. да, ради што ние ја намалуваме популацијата на дивите животни со тоа што ги ловиме. Господ го создал него и тој ланчан систем за тој да му биде фактички дивечот исхрана на него, а не на нас. Така, И со тоа имаат Постоел ловот и што од поставање на човештвото, нели се да, ловело. се ловело, да, Ама али сега се криво лови. да, за жал и тоа е многу застапено кај нас. Али ради тие последици настануваат последиците на стоката што се напаѓа моментално кај нас од волците.
Па добро, а вие соработка нели кажавте дека имате со некои колеги од Македонија, има некои такви што одгледуваат волци како вас? Колку има прилика имате? Јас моментално што знам за двајца се, едниот тука ми е добар пријател, имаат ресторан, он си одгледува, си чува, има и мини зоолошка, кај што планирам понатаму здравје со Господ ако биде добро, да имаме еден потомок добар. Вториот мислам дека е од Охрид. Лично не го знам, сум слушнал за него. Имаат и доста други што чуваат, али Поголема бројка на волци чуваат? не. Не, тука се еден. Ја моментално у Тетово сум овде што сум имал до сега таке две единки што се буквално чисти од планина и ова хибридот. Сите други што ги знам чувале по еден. По еден. Да. Ве комуницираат луѓето нешто да снимате некои спотови за учество во некои филмови, документарци и таква работа? Да, имав пред една година ми се јавија едни албанци Така. преку еден другар мој. Тука од Македонија? Едниот беше од Косово, другиот беше од овде од Македонија. Така. Кај што изведуваат рап музика и кај што сакаја да има во кадри волци. И реков зошто да не? При надпревари нешто учествувате, некои постојат, како да кажем, изложби? Ова на изложба не можеш да го носиш. Нема таква Да, нешто затоа организирано нигде у свет? Нигде у свет. Значи изложба за волци нема, затоа што FCA групата што е, тој е кинолошки сојуз у Британија што се наоѓа, она е главна за цел свет, нема воведено волк за изложба. Значи може да има хибридни расе на волци на изложба, али волци нема. Јас сум имал доста, како да кажем, покане кај што да учествувам на изложба, пред да почне изложбата да ги извадим. За каде? За овде во Тетово, во Скопје, во Куманово, да, во Македонија, да ги извадим како, да речем некоја представа, пред да почне изложбата, да ги видат, да се запознаат што како. Сум учествувал на една, на другите сум ги одбил ради тоа што ипак кучиња има многу, пред све миризот на ними ми е многу подруг и не сакам да имам некој проблем. Затоа што Може да си ги нападнат. па и да ги нападнат и они напаѓаат. До сега сум немал со луѓи никакви проблем со нив, али сум имал проблем со животни затоа што ипак они са со мирни се, тоест со луѓи, али со животни тој нарав не можеш да им го смени. До сега сум имал 2-3 случаи кај што шетајќи вака у шума ми имаат нападнато кучиња и пак, нели, ќе кажем, Да. не сум тип што сакам да настрада дали кучето или волкот, па увек сум ги тргал некако. А до сега со стока сум немал проблеми затоа што сум избегавал да се движим у тие предели. Увек сум гледал да видам што понастрана. Затоа што не можеш ипак ќе кажеме куче и на кучето не се верува, камоли на ова. Мада би кажал дека поќе би му верувал на ова колку на кучето. Така. Да. Додека ние обичните граѓани мислиме обратното, дека на волкот не може да му се верува, на кучето е поверен пријател. Знаеш како е во, пак ќе кажем народски кажано, волкот изел многу црвен капе. Така. Ја ќе кажем дека до сега волците не изеле ни една црвен капа. Кај што ова е суштество кај што пак ќе кажем и ќе напоменем дека може многу да се научи од него. Суштество е, пак ќе кажем што многу интересна работа, не живи ни у иднината, не живи ни у прошлоста, него живи за моментот. Значи, буквално изминатата секунда од тоа што го направил него не го интересира, него го живи буквално моментот. Не размислува за понатаму и не ја размислува прошлоста што било, него го живи моментот. Кај што е тоа
многу голема предност и за кучињата и за нив. Се вакцинираат нормално, мора да примат беснило и хибридните раси исто мора да примат таа вакцина, мора да имаат пасоши, документи. За жал овде кај нас имам доста таквија, да кажемете, смешни приказни тие ми се мене кај што многу луѓе чуваат кучиња и ги немаат буквално ни вакцинирани, ни ги имаат сите комплетни документи и за нив не важи никаков закон, а ја ради тоа што сум, да речемете, човек што чува нешто необично, ја мора да ги поседувам сите документи, затоа што сум имал доста поплаке и од полиција, и од инспекција, и многу пробале да ми ги отрујат, а немам на никого ништо лошо направено и сум бил увек трн у око за такви институции, кај што ја мора да ги имам сите комплет документи. Ако немам една вакцина, ја мора да платим казна до 5000 евра кај што изнесува, а комшијата, да кажем, мој, си има куче, се не стрикно за комшијата мој дадов пример, си има куче кај што кучето го зел, буквално го чува и нема никакви документи, нема никаква вакцина и тоа утре ако направи некоја белја, он е окей, пошто ја чувам дома хибрид и чувам волци, и ја мора да бидем обезбеден со све. Годишно колку веќини од гледување на еден волк? Па, ако гледамо за вакцине, годишно излага околу 50 на евра. А ако гледамо за исхрана, мене годишно ме кошта за две, значи околу 250-60 евра. За исхрана само. Башка витамини, башка други работи кај што, значи нели ипак волкот како волк не му треба ништо. Значи буквално можеш да го рани со било што, не му треба ништо, ни за крзно, ни за коски, ни за никаква болест. Буквално отпорно на све, али пак ќе напоменем, Биди го чуваш од домашни услови. Да, го чуваш домашни услови, мора да даваш тоа што ќе ти го каже. Ќе сакате ли да према јавноста во Македонија, нели, да дадете една препорака за оние кои сакаат да чуваат волци и што се двоумат, се плашат, да им дадете охрабрување некое? Јас само можем да препорачам на секој човек дека може и ова да се чува, али меѓутоа ова не е за секого. Тој стереотип дека ова е нешто толку крволочно, ја го отфрлям затоа што живим 3 години со ним, буквално сум бил и татко и мајка на ним, сум ги ранел додека биле малечки, сум ги изгледал у тоа што сум ги изгледал и можем да кажем дека буквално е многу поразлично тоа што кажуваат. Да, би сакал да чуваат многу други, би сакал да има нешто необично некој, како ја пример што го чувам ова, али пак ќе напоменем дека не е за секого ова. Пред се треба да се има време. На прво место увек го ставам љубов. Значи се потекну из љубовта. Ако немаш љубов, џабе го сакам. Многу луѓе што сум ги сретнал, да речеме низ град сум излагал со нив на кафе, сум ги шетал низ град, кај што ќе ми кажат ја многу сакам волк. Не, ти не го сакаш. У подсвест мислиш дека го сакаш, ама не го сакаш вистински. Да. Се здушиш. Затоа што лесно е да кажеш ја го сакам и ќе дојдеш да се сликаш со него и ќе го галиш, или може да го гледаш од страна и ќе кажеш ја ова сакам од дете да чувам. Не, само се лжеш сами од себе. Или го имаш, или го немаш. Значи, или си човек што стварно го сака, или си човек што стварно го неичи. Затоа што е многу поразлично од тоа луѓето што го мислат. Дали за жал кај нас овде у Македонија го нема тој менталитет. Ќе напоменем и како за крај, моментално во овој 21 век на социјалните мрежи ќе гледаат многу странски личности, кај што чуваат тигри, лавој, слоној, не знам, некои други диви животни ќе кажат, леле, секоја му чест, братот гледај што чува. А кој ќе ме видат мене, сум излегол да шетам, као демек, што си ги извади ловија, имаш ли ти памет, види го овој забегал со паметот и тоа е. Како за крај, што ќе им посакате на нашите гледачи, завршни зборови во врска со ова убавина што е тука пред нас? Завршни зборови, да го извадат од памет тој стереотип,
кај што ова е нешто толку крволочно, ја ќе им кажем дека е сасвим друга работа, кај што ова е нешто многу мирно суштество и полно со љубов, ако знаеш да му пружиш. И ете, се надевам дека ќе слушнем од некого друг дека нашол, чува и се грижи за ним како што сум се грижил ја. Би им ли помогнале на тие доколку ја побараат вашата помош, да им укажете како се одгледува, што се одгледува? Да, би им помогнал, во секој случај би им помогнал, али пак ќе кажем, не сум ја толку многу голем експерт, човекот учи се додека е жив. Ја за овие мои 3 годишни искуства со ним доста сум научил и да би му посакал уште еднаш на секого да има нешто вакво необично. И да, туе сум, ако некој има или сака да чува дали скроз чисти волк или хибридна раса, да во секој случај може да ме контактира. Со Христијан успеавме најверојатно да ги разбиеме стереотипите за волкот и неговите особини, кои сите нас не заплашуваат како обични луѓе. Па гледајте не повторно во некоја друга прилика, може повторно ќе направиме некоја емисија со Христијан, кога ќе има повеќе волци. Ви благодарам што дојавте. Да им посакам уште еднаш се најдобро на сите што ме гледаат и се надевам дека емисијата ќе биде многу гледана. Ми беше чест да ве запознам и да разговараме за овој вид на животна. Мило ми е и мене.